За разлика од колешката, јас немам забелешка за вас зашто сте се пријавиле за говор после тоа. Тоа не е проблем, но проблем е кога зборувате во име на сите. За јавноста сакам да кажам дека ние, односно јас, како представник на пратеничката група на Левица, не се согласив со ова на матичната комисија за надворешна политика и кажав дека таму председателот 6 месеци не става декларацијата за Палестина на дневен ред, но сега за ова, кога саат време пред комисијата е закажана самата комисија, практично беше довлечкан и си дојде си ја одржа комисијата. Значи, ние не учествувавме и не се согласуваме. Од аспект на тоа дека предпоставувате дека сите мислиме дека ова е добар проект, исто така негирам такво нешто, тоа не е точно. Ние од Левица не сметаме дека Британската империја ниту е наш стратешки партнер, ниту дека овој кредит, ама не е кредит, како што го нарекувате, е добар за Република Македонија. Иако ние лажеме, јас ве упатувам на извештаите на јавните ревизии од британската влада, не само за нивната транспортна мрежа, како што е проектот High Speed 2, кој што го спомна во говорот, ве упатувам на извештајот Turning a Blind Eye од 2003 година на доктор Сузан Холи од The Corner House и понатаму на тази извештај на Spotlight on Corruption, кој ја анализира токму работата на оваа агенција која што ја акредитира оваа програма и кој што претходно ги кажав оценките на овие извештаи. Значи, тие самите нивни организации во Британија кои што се грижат за антикоруптивните мерки и исклучително штетните договори кои што оваа агенција ги склучува, констатираат многу негативности, особено потенцијални коруптивни договори со практично локалните контрибутори на оваа агенција, како што во овој случај е Република Македонија. И оттаму тоа е дополнителен аргумент дека во позади овој договор се кријат намера за корупција, мито и исклучителна некомпетентност. Благодарам.